Голем број верници денеска ја наполнија црквата во штипската населба Сењак, посветена на Света Петка, за молитвено да го одбележат нејзиниот празник. Светата литургија предводеше митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој во својата беседа повика на вера, смирение и човеколјубие. Празникот потсетува на животот на преподобната Параскева, жената што го оставила светот за да му се посвети на Бога во тишината на молитвата. За многумина ова е ден на духовно преиспитување и благодарност. Од населбата Сењак денеска се испрати порака за љубов, надеж и духовна сила. Денешната Света Петка е преподобната Параскева Епиватска, бидејќи таа е родена во Епиват, близу Цариград, од богати и христолюбиви родители. Таа имала и еден брат Ефтими, кој додека биле живи родителите се замонашил, потоа станал и епископ. По смртта на родителите, Света Петка веднаш својот имот го раздала на сиромаси и отишла прво во Цариград, каде што поживеела неколку години во манастирот, а потоа отишла и во Јорданската пустина, каде што децении се подвизувала во пост и молитва, наидувајќи на големи искушенија од нечестивиот. Еден ден на Света Петка се јавил ангел Господов и рекол: остави твојата пустина и врати се во родниот Епиват, каде што треба да ја положиш душата пред Бога, а телото да го дадеш на земјата. Така и сторила, поживеал уште 2 до 3 години во Епиват, исто во пост и молитва, живејќи во храмот, и ја предала својата душа на Бога. Но нејзината приказна не завршува по смртта. Божја промисла ја открила нејзината светост на чудесен начин. После некое време, каде што била закопана Света Петка, иако никој не знаел која е таа жена и не ја познавал, морето изфрлило тело на некој морнар. Во близината на телото изфрлено се подвизувал некој столпник, на кого му пречела миризбата од телото кое веќе се распаѓало од мртвиот морнар. Тој ги повикал селаните да го погребат телото, да не се шири таа ужасна миризба. Копајки селаните за гроб за да го погребат телото, наишле на мошти, но не знаеле кои се. Вечерта на некој селанец Ѓорги и некоја Ефимија им се јавила Света Петка, облечена во царска облека со мноштво ангели, и кажала која е таа и дека тоа нетлено тело кај што го тие закопале морнарот е токму нејзиното. Им го кажала своето житие и ги замолила веднаш да го тргнат телото на морнарот од нејзиниот гроб. Утредента селаните се собрале, така и направиле. Телото нетлено, нераспадливо на Света Петка го извадиле, го положиле во ковчег свечено, со песни и со молитви. Инаку моштите на Света Петка низ вековите поминале низ Трново, Белград и Цариград, за конечно најдат покој во Јашиво, денешна Романија. Таму незиното нераспадливо тело и денес е место на молитва и исцеление. Илјадници верници сведочат дека Света Петка и повекови им помага на сите што со искрена вера ќе ја побараат незината застапа пред Бога.